Граѓани на Република Македонија. Законот за специјално јавно обвинителство ме обврзува вас да ве информирам за напредокот во работата на обвинителскиот тим со кој раководам. Вие редовно ќе бидете информирани за текот на истрагата и гонењето на кривичните дела кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Преку пратениците на Собранието на Република Македонија, вие одлучивте да се формира специјалното јавно обвинителство и на негово чело да застанам јас. Од тоа нема поголема чест и поголема обврска во ова најтешко време за Република Македонија од нејзиното осамостојување до како независна држава. Правдата ќе победи наспроти тешкотиите и заканите што доаѓаат од одредени политички партии и конструираните кривични пријави против мене и моите соработници. Се чувствувам слободна и цврста, бидејќи на моја страна се Уставот, законите и вашата поддршка. Макар да сите молчат, јас нема да молчам. Сите ме охрабруваат, а јас да бидам храбра и исправено да стојам пред бурите и ветриштата што ми се спротивставуваат на специјалното јавно обвинителство уште од самиот почеток на неговата работа. Ме охрабрува и поддршката на меѓународната заедница. Поддршката е доказ дека нашата борба не е само наша, туку е борба на целиот демократски свет. Зарем некој може да биде рамнодушен како го чита извештајот од Прибе од 2015 година, особено делот во кој се зборува за притисокот и недовербата во јавното обвинителство и судството. Поддршка добивам и од правната струка, од истакнати судии, обвинители и адвокати. Мојот тим е отворен за соработка и со правната наука, особено со познати авторитети од областа на судското право и уставното право. И правната наука има што да научи од специјалното јавно обвинителство, особено кога е во прашање границата помеѓу приватноста и јавниот интерес и нивните меѓусебни односи. Тимот на специјалното јавно обвинителство веќе дојде до конкретни резултати со кои пошироката јавност треба да биде запознаена. Тоа што е веќе обработено во изминативе неколку месеци покажува дека тече процесот на рамнотежување на етичките и процедуралните обврски одредени со закон и јавниот интерес како највисока народно добро на Република Македонија. Граѓани на Република Македонија, ви известувам дека специјалното јавно обвинителство отвора постапки за десетина кривични предмети од областа на изборите и гласањето, слободите и правата на човекот и граѓанинот, општата сигурност и имотот, како и кривични дела против службената должност и овластување. Во оваа фаза доминираат кривични дела против изборите и гласањето, бидејќи сметаме дека значајно е да се согледаат сите начини на кои делувало врз изборите, а како цел за иднината на да се спречат злоупотребите на нови кривични дела. За да може специјалното јавно обвинителство поуспешно и на време да ги изврши поставените задачи, неопходно се и следниве мерки. Прво, во итна постапка да се дополни законот за заштитени сведоци од гледиште на потребите на специјалното јавно обвинителство. Второ, судските процеси пред редовните судови од надлежност на СЈО треба да се предадат во СЈО без отпор и одолговлекување. Секој отпор ќе биде нотиран во извештајот на специјалното јавно обвинителство, што ќе се изготви на 6 месеци и што ќе биде доставено до Собранието на Република Македонија и Советот на јавни обвинители. Трето,
Советот на јавните обвинители на Република Македонија да се придржува стрикно за важечката законска регулатива и целосно да ја почитува автономијата на специјалното јавно обвинителство. Обструкцијата ќе продолжи, но ја уверувам јавноста дека истата нема да има негативен ефект врз работата на специјалното јавно обвинителство. Во оваа прилика сакам да ја најавам првата акција на специјалното јавно обвинителство под името Титаник. Првичните информации ќе ви ги дадат моите колешки, јавната обвинителка Фатиме Фетаи и јавната обвинителка Ленче Ристоска.